Владата ги објави предлог законските решенија кои што во крајна линија треба да гарантираат дека нема да ни се повтори злоупотреба над овој систем. Кои се оние клучни одредби кои што го гарантираат ова? Точно е тоа така. Владата ги објави тие одредби, беше изготвен нацрт закон за следење на комуникациите и нацрт закон за формирање на оперативно-техничка агенција. Именно со тие два законски нацрт проекти, владата овозможи да сегашната поставеност на петата управа на некој начин се редефинира целосно, и што значи дека се формира таа оперативно-техничка агенција која што ќе возможи да свичовите кои што сега беа во петата управа бидат ставени во таа оперативно-техничка агенција. Што значи тоа? Тоа возможува двојна контрола во работењето на таа агенција и органите кои што се надлежни за следење на комуникациите. Именно, тоа се возможува да таа оперативно-техничка агенција исклучиво ги активира, значи тој сигнал, тој интерфейс, тие свичови, кои што ќе треба само да добие таргети кои што треба да се вклучат и ништо повеќе од тоа, додека експлоатацијата, репродукцијата на тие сознанија кои што доаѓаат од таа мерка која што судска наредба одобрена, ќе одат во органите за следење на комуникациите кои што се надлежни за примена таа мерка. Преведено, дали тоа значи дека агенцијата нема да може да слуша што снимила? Да, апсолутно. Значи тоа ќе го има само исклучиво во надлежност на органите кои што се задолжени со закон за следење на комуникациите. Токму интерфейсот беше една од главните точки на критика и во извештајите на експертската група предводена од господинот Рајнхард Прибе. Таму се говореше за монопол на УБК над овој систем, кој што практично значи пресликување на сите комуникации од операторите до управата. На кој начин ќе се избегне повторно оваа агенција да не се случи да го има монополот кој што го имаше УБК претходно? Точно. Значи, фактички стана зборот и беше третирано тоа како една голема недостаток и слабост, бидејќи тогаш управата за безбедност и контраразузнавање можеше буквално да има увид и во другите мерки кои што беа на некој начин носители други органи за следење на комуникациите, и тогаш постоеше можност за одредена злоупотреба во насека тоа дали тие информации тие ги добиваат во една форма во која што треба да ги добијат, впрочем. Со ваквата поставеност нова, со формирањето на оперативно-техничката агенција, тоа се прави поделба на мандатите, значи дефинитивно тие случајно само ќе имаат можност само да ги пуштаат свичовите и сигналот да го пресликуваат, а репродукцијата, содржината на разговорите да оди во рамки на органите кои што се надлежни за следење на комуникациите. Како ќе тече една постапка кога некој орган, да кажеме, ќе сака да приклучи некого на следење? Да, значи таа постапка во законот е поделена на два дела, на два столба, да кажам. Едниот столб е во делот на кривичните истраги, така наречена правосудна полиција, која што оди во правец на јавниот обвинител, кој што пак поднесува барање до судијата во претходна постапка, тој одобрува и тоа барање стигнува до јавниот обвинител и тоа барање го дава над органот кој што го поднесол тоа барање за следење на комуникациите. Додека во делот, значи треба да се направи дистинкција, во делот на одбраната и безбедноста, потребно е тоа барање од органот да стигне до јавниот обвинител на Република Македонија и од барањето од јавниот обвинител на Република Македонија доди до Врховниот суд кој што доноси одлука за одобрување. И по обратниот правец, значи тој доаѓа како одобрена наредба за примена во смисла на прифаќање на одредена мерка за следење на комуникациите. Иако не идентично, но механизам за тоа како може да се почне следење на комуникација имаше во актуелното законско решение, но видовме дека тоа не функционира. На кој начин со предложените измени ќе се гарантира дека овој механизам кој што сега го опишавте ќе функционира во пракса? Да, вашата констатација е точна. Меѓутоа со новиот закон за следење на комуникациите се предвидуваат сет на контролни механизми кои што одат на 3 пункта. Тоа е, значи, во делот на формирањето на оперативно-техничката агенција и незината работа, во делот на работата на органите надлежни за следење на комуникациите и во третиот сет е во делот на контрола на работата на операторите. Тоа возможува парламентот во целина да ја развие максимално својата надзорна функција. Именно во парламентот ќе се избира директорот на оперативно-техничката агенција со мандат од 5 години, кој ќе оди на јавен конкурс, со посебни услови кои што треба да ги исполни. Понатаму, второто ниво на контрола кој што го стварува парламентот е парламентарната комисија за надзор
на работата на службите и парламентарната комисија за примена на посебни истражни мерки, кои што за прв пат значи ќе имаат во својот состав и експерти кои што ќе може да прават една по да кажам релевантен надзор, надзор кој што ќе возможи буквално да влезат длабински во ношто значи примената на тие мерки и работата на таа агенција. И следното ниво кое што е многу значено, а сега за прв пат е новина, тоа е Советот за граѓанска контрола, кој што е еден хибрид составен од представници значи од невладените организации кои што ќе се избираат на јавен оглас од страна на Собранието на Република Македонија, кои што пак ќе номинираат 3 представници во рамки на тој совет, кој што ќе се состои со 3 члена на експерти од областа на информатичките науки, од областа на безбедноста и од другите струги кои што се на некој начин во допирна точка имаат во работата на агенцијата и со плюс председател кој што ќе го води тој совет за граѓанска контрола. Таа контрола навистина ќе биде многу значена од аспект на тој надзор кој што ќе биде важен во законитоство на работењето на агенцијата и субјектите кои што се надлежни за следење на комуникациите. Физички, дали новата агенција ќе биде сместена во рамките на сегашното МВР и во крајна линија кој ќе ги сноси трошоците за носењето на водовите на операторите до агенцијата каде и да е таа? Да, значи новата агенција ќе биде надвор од МВР, значи таа е институција која што е државна институција, ќе биде во посебна зграда, значи нова зграда, која што ќе обезбеди тесна комуникација во смисла на воспоставување на тие водови за комуникација со операторите. Тоа паѓа на терет на операторите, тие треба да обезбедат значи услови, должни се да обезбедат услови кои што ќе значат на некој начин воспоставување на тој линк кој што сега ќе постои со нашата управа за оперативна техника. Инаку во делот на тоа што значи конституирање на таа агенција, постојат точни временски рамки и временски одредници кога таа треба да се етаблира. Ние очекуваме дека оптимално во некаде ноември месец 2018 година таа да профункционира со полниот капацитет свој. Благодарам многу на времето. Благодарам и на вас.